1-1, ај пробај, ај ја зборни. 1-1, здраво, Тест. како сте? Тест 1 за двојка. Дали се фати све? А? Дали сме фатени, сега за сега Фатени. не. Фатени. И да сме фатени, пак имат простор. Ќе се пуштиме, види. А можам и да го сечам во секое време да го застаниме па да си продолжи. Супер, супер, одлично. Почнуваме. Почнуваме лепота. Владимир Четкар, Саше да си Жив здрав. Фала што ме викна, чест ми направи. фала и ти што ја прифати ова моја покана да бидиш дел од Джезот денес, подкаст кој што е наменет за промоција и афирмација на македонската современа джез сцена и импровизирана музика. Така. Затоа што главната идеја за правење на овој подкаст беше да едноставно да ја промовираме сцената, но не само артистите Да. како тебе, но туку сите оние луѓе чинители кои што ја создаваат сцената, како фотографи, директори на фестивали, новинари, така да Сите креативно инволвирани. сите активно инволвирани денес во сцената, не навраќајќи се многу на историјата, бидејќи историјата е нешто што да го почитуваме, го цениме, но сега зборуваме за джезот денес. Така, така. Кој е Владимир Четкар денес? И што се Е, направи и колку така, помина Так, денес? Саше, значи, јас тоа си мислев пред некој ден, од малко бев, значи од прв пат си имав замислено дека еден ден ќе се занимавам со музика, тогаш ништо не знаеш како дете. И тие албуми што ги слушав и тоа што ме беднисвеше уште кога бев дете, до ден денеска никој пат не направив компромис со ништо, останав на своево и тоа ми е најголема сатисфакција, што све што помина како подпишано со тоа што сакав да си го работам, значи и од аспект на продукција, композиција, аранжмани, изведба, така да и на секој му посаквам да го работа тоа што го сака, да не направи никој пат компромис во животот, знаеме какви времења имат. Така. Многу луѓе се откажуваат од соништата, стремо ради тоа што е многу тешко. Да. Добро, денес си еден од најреномираните и афирмираните македонски джез музичари кој што настапува, јас ти кажав, повеќе надвор отколку дома што настапува, што е можеби еден вид на парадокс, но реално е слика на она што се случува или се случувало во изминатите години кај нас, така да ние сме приморани, еве знаеш ти и јас многу повеќе настапувам надвор отколку што настапувам кај нас. Еве што мислиш ти на таа тема и ајде направи една паралела пред да те прашам кој ти беше животниот пат, како стигна до да се заразиш со джез. Да. Убо праша во Македонија генерално, а и генерално и тука во комшиве, колку и да сакаме да не е така, е некој микрокосмос створен од други правила, значи на кои што пати не само културата и интернационалната култура, него пати дури и фолклорната култура која имаме тука. И не се негуваат кој што треба, ниту тоа, а камоли пак и ова ние што го работаме. Без разлика каков стил на джез и каква фузија, многу е битно да имаме некаква едукативна, некој пулс, медиумски, генерално збор на збор, да се зборови за култура. Денеска сите збори за многу површни работи и слушаат многу површни работи и све е таа површина. Никој не размислува вертикално како слоевитоста на уметноста. Сите размислуваат само да видат, да слушаат нешто на брзина, кратко бидејќи нивниот фокус е 12 секунди, 15 секунди. И некако нас не затворија така да мислиме дека мораме да работаме, а не мораме да работаме. И светото се нормално како што не се работеше никој пат. Која песна од 70-тиве, од 60-тиве рок, било кој ја тема со подолго интро денеска не би поминало на радио. Така. Види, современото или ова потрошувачко општество, ова време во кое што живееме, музиката ја декларира како контент или уметност ако е контент. Сега, ако сме ние контент, тогаш катастрофа. Има проблем општеството и испомешани се и вредности и она се што било уметност или што било музика, ако го декларираме како контент, тогаш е тешко нас. Тоа што го чепна сега е многу нова. Знаеш Spotify е тоа. Да, Spotify и све, и концептот, целата мотивираност на артистите да стварат дела е намалена и сега ги тера да стварат контент. А тоа е исто парадокс, затоа што ти земаш
за да слушнеш, во пример, земи ти некој албум од Вес Монгомери, било како дали жив или сниман, и sad ти ќе има прекрасен момент во делот на солото и како што свирите мелодијата и све, и меѓутоа со контентот само такви некои флешес ги земат и ги постират и изгубија луѓето осет за интро, за развиток на темата, за емоционална кулминација, секундарна структура, аутро. Тоа веќе стана досадно. Автоматски ја уништува уметноста. Тоа е многу лоша работа. Да, тоа е уствари начинот по кој што денес се слуша музиката. Затоа тоа што го кажуваш ти на интернет 10-15 секунди, толку е вниманието. Да. А додека во минатото е нашата генерација, јас и ти сме блиски со години. Так. Нели, одиш купаш плоча, купаш диск. 32-3 од минатиот век. Нели, одиш купаш плоча, сме оделе Солун, јас одев стално кажувам, тоа сум одел Солун со последните пари да купиш диски, онака да го слушаш и до ден денес го имам дискот. Били кувам Спектрум и го слушам онака затоа што ми е, иако е джез рок, иако е некаква фузија, но сме го слушале или си купил Pink Floyd плоча, ја слушаш до ден денес, нели? Таа возбуда, кажи каква беше. Ете така, знаеш, ја вадиш и ја ставаш и ја помирисвиш, CD-то, све ти е убаво. Ти работи, да. Ко со стрипови што собиравме. Буквално види се за тоа уште има места во светов како Јапан и Кореја, кај што има стар начин на музички продавници и физички седиња, кај што се уште имаш станици за слушање, кај што и затоа е тоа многу. Тоа е последниот маркет во светов кај што фактички се продава на големо физички седиња. И таму е во криза, меѓутоа се уште имаш по стариот начин имаш во предвид. Така, и тоа е многу битен маркет за музичариве да се фокусираат, многу побитен него ли Европа. Добро, знам дека си настапувал, ќе кажеш Јарасум и сите големите. Мислам дека и во Кореја имаше некој. Кореја, Јарасум, имавме 2 турнеи во Кореја. Во Сеул, нели свираше? Сеул е Devil's Door Jazz Festival, тоа беше друг фестивал. А за Јарасум кажи за младите, пошто млади ќе го гледаат подкастот, колку публика имаше. Јарасум како рок хепенинг, како Јарасум е единствен таков фестивал во светот. Огромно нешто. Затоа зборуваше и кој зборуваше за тоа? Джошуа Редман. Исто зборуваше за Јарасум, дека е единствен фестивал во светов, кај што публиката е под 40 години. Значи зборам за 20 во 20-тите, во 30-тите години и кај што има енергија како што спомнаа како рок фестивал. Како рок, така изгледа. И илјадници, значи и не само што илјадници гости, него и огромни подржувачи таму, пример ако донесиш колку и седиња да донесиш. Да, секој оди се продаде. Или мерчендајз, било како мајци, све. Така да затоа спомнав дека тоа е многу битен маркет. Ако луѓето таму се фокусираат, многу поинакви врати може да му се отворат во животот. И од аспект не само таму, Југоисточна Азија, Java Jazz Festival, Penang Jazz Festival, Мумбај Jazz Festival, многу места таму се постари фестивали, некои се понови фестивали, меѓутоа зборуваме за 5 милиарди луѓе, Сашо. За разлика од милиарда во Европа, милиарда во заедно Америките и така да несомнено дека најголем маркет. И мотивираш, се чувствуваш како тоа време сега што го зборувавме, мотивиран си едноставно. Кога ти се пружи таква прилика, те инспирира, ти викаш, имало значи уште некои места во светот со последни такви, кажам, не се мислам, таму имаш многу фестивали, меѓутоа тој стар начин на седиња, купување на да. Добро, ама ти си и долги години, мислам дека од првиот, како беше првиот албум? Албум We Will Never End. We Will Never End. Heavenly што беше, така? Heavenly беше на вториот. Тоа беше на 2013. Знам дека уште од првиот си на радиостаниците на Исток. Почвев тогаш, да. Да, и дека уствари можеби тоа беше и она одскочна даска за да почнеш да добиваш, бидејќи бројот на слушатели секако влијае таму. Затоа што нескромно да се каже дека на сцена на последниот Јарасум беше со Џулијан Лаш на сцена беше, да. Знам дека и со Тигар Хамасјан и со Ричард Бона. Така.
така да со Џулијан Лаш доручек дури правевме другиот ден во мислам Да не купиш телекастер. А? Да Не. Не можам не се навикав никој па со Тин Боди. А јас па се Со префрлив, Solid не Body. можам, чупливите ги фрлив, само телекастер. Ето видиш, тоа е дефинитивно прекрасна Не можам, не. гитара, Повеќе чудесија. со шупливите доста. Заврши. Како што ти легна, знаеш, како што ти буквално ти самиот го чувствуваш тоа, така? Толку имав проблеми на сцена, она фонија чуда и реков готово. Е, Само проблем. штица и фала пријатно. Можеше да ги залепиш оние виолински Ништо клучај. ништо не помага, ништо не. Или да застанеш малку вака вака пешал. налево надесно и се за. Извините, прекинав, ако ја фатиме со гитарите, готово. Така, Овде така. подкастот за гитари. Тоа што спомна, фактички We Will Never End, прв пат јас во Азија ојде Heavenly. Тоа беше интересантно, испадна соработка со Димитри from Парис, тој беше тогаш најголеми ми, се уште е, и како историчар на диско музиката за 70-ти години. Добри диџеј. Како диџеј, како ремиксер, реедитер, продуцент во тој свет. И тој ми многу пати ме користеше како аранџер, значи му правев Така. гудачи, дувачи му пишев, нему Боб Синклар и многу други поголеми имиња од тој свет. Така. И тој ме насочи и рече, слушај, во Азија постојат BBQ Records и P-Vine, вика, тие се два најоштри компетитори. Меѓутоа, вика, јас работам со BBQ Records и овие ствари што ќе се сваиш, понуди му ги, вика, пробај. И така првично тој ме насочи. Иначе пред тоа бе фокусиран повеќе на Европа, на Америка, јас промоцијата правев на Зигет во Будимпешта. Така. Зигет па во Будапешт Jazz Club. Да. Ова Која беше година свиреше во Будапешт? 2008-2009 година. Јас 2019 свирев. Да. Да, и тоа го Фантастичен видов. клуб, Еден од најубавите клубови Да, во Европа, јас би рекол. Си ја свиреше сцената големата, што е. Да, за големата 150, сцена. 200. И тогаш беше убав организирано од Джези радио, целиот настан. После свире во Дебрецен, Флавер Карнавал, тоа е исто голем фестивал во Мажарска. И имаше моментум, се продаваше во Soul Brother Records, знаеш што е, тоа е во Лондон. Знаеш што е битно? Многу пати правиме музика, а забораваме да таргетираме на правите и правите луѓе. Ти не можеш да правиш хард боб да свириш и да го промовираш тоа негде На кај што мејнстрим на фестивал, мејнстрим да. Не на мејнстрим, речеме тоа е мејнстрим, него не можеш да го промовираш кај што е по авангард, по Е така да, така да, апсолутно, ти ја сваќам Зависи, идеја. знаеш. Сам логиката. И многу е битно да ги најдеш правите луѓе дека тие се твоите фан, публика и подржувачи. Така. И тоа друго сватив, долго време помина. Добро. Пошто, знаеш, во Зездов имаш многу самиот правци и шо е джез на крајот, ќе речеш. Ама ако зборуваме за овој традиционален джез што ние почнавме да учиме, сигурно си слушал Гранд Грин, Да, не, Бибап, Кени Барел, Herb Ellis и така. Точно. Гитарџите. Да, од таа сфера Джо Пас. Да, Джим Хол. тој е едниот, а Джим Хол е другата сфера, така? Джим Хол веќе ги дават Џон Скофилд, Пат Метини. По авангардните, да. Точно. И се тоа е интересно како тоа да го сватиме и после некој самата наша креативна машина ги свара и ги дигестира тие работи влијание на свој начин. И тоа го пак го кажам бидејќи да знаеш кај ја таргетираш својата музика, која е твојата музика. Одличен совет за младите што ќе го гледаат Да, подкастот, да не губат време и да не праќаат кога рендом онака. и да не праќа како класично што беа порано, пратете го пакетот со вашето CD во твојата куќа. Тоа веќе Тоа е заврши готово. Така, Се оди да. само на дигитал и ке на трошат на пошта. Да. Епа види, уште еден момент што сакав да те прашам, ама ми избега мислата. Например, на исток. Интересно е како ги вадиш дисковите. Сигурно не носиш од тука хард копи ги пушташ по броде по царини, туку ги отстапуваш правата. Тоа е Така, згодно да така. го кажеш, затоа што Така, ти си ова е добиваш refund за тоа што ги отстапуваш правата и после тие си го продаваат хард Значи, копи. постои саб-лајсенси. Плиз кажи за Така. оваце, јас ќе... Така, ова е битно да луѓето свате дека денеска ако ги слушаш албумот само на iTunes, буквално ќе се потопи во милиони други изданија. И нема да исчези. Се замисли ти работаш години за некој проект, Така. за крај да го издемиш, инвестираш во тоа и на крај што се случи сега? Ништо. Како да не постои, како да не сум го издал. Така, или Spotify, ако го пуштиш. И Spotify, да, И јас подобри. исто тоа имам големи и сум против сум тие работи, меѓутоа јас не можам да се борам. Ама тоа е и начинот против цел как свет. уствари
ако те нема на Spotify, исто како да не си никаде, како да не си жив. Да. А од друга страна, па ти ништо не добиваш од Spotify, единствено што може и во Америка да те слуши некој на телефоно или не знам, или Точно. или на таблет. Значи целта е да најдеш што повеќе јасно како го за мене сватив и како функционираше, да најдеш региони и да го даваш саб-лайсенсинг и права за дистрибуција, за печатање на твоите албуми во рок, зависи колку ќе е договорот, обично е 3 до 5 години. И А како бројка, како тираж? Како ти се движат? како таму се Пошто уште извини ова што ќе те Не. прекинам, кај нас со било кој што дојде артист, никој ништо нема продаја, но сите се жалат, не се продава, знаеш дека Так. дискови воопшто Так. не се продаваат. Еве јас извадив сега плоча, знаеш, новиот албум го имам на плоча. Да. И некако плочата почна да се продава, ама не се тоа бројки. Не можеш ни да живееш од тоа. нема шанси. Вака, конкретно најпак ќе продаваш имам во Јапонија. Во Јапонија можеш да продадеш од 4.5 до 5.000 копии по албум. Тоа е голема цифра, Тоа е сериозна цифра. Сериозна. Сега моментално. Моментално, зборам порано ништо не било. Меѓутоа сега јас веќе таму го развив тој нетворк и имам доста поддршка од радиостаниците во Јапонија, од Јапонија е 130 милиони народ. Така. И радио како Tokyo FM, бидејќи мојава музика многу лесно можете од тој андерграунд да станете мејнстрим. Да. Така ми е жанрот и Јапонија се уште го обожава тој звук на Earth, фанк Wind and сака, Fire. сол. Да, фанк, сол, jazz infused, што го викат, Так. со такви моменти, и го обожава тој оркестрален звук, студиски оркестар кој јас го инкорпорирам во моите композиции. И на некој начин, ако таму те пуштат на радио, после тоа си се движи, те пуштат во На топ листи си на точно Да. и бев дури до топ 40 во мејнстрим во Знам, Јапонија. мислам дека прочитав имаше постирано на Да. На Тоа Facebook. беше најголем комерцијален успех јас што сум го направил. Браво. А Секој чест. тоа е добиваш тантиеми за тоа. Значи, тоа после луѓе одат во продавница, добивав посебни listening stations во Токио, во Tower Records, на сите продавниците има многу продавници цел Јапан, и не само Токио и другите градови. И така се слушат и се продаваат и се од секоја копија ти добиваш тантиеми продаени плюс авторските права и тоа го правев и во Кореја, не на тој ниво како во Јапонија. Југоисточна Азија ми издаде во Јапонија беше преку BBQ Records, потоа Pivine Records ме превзеде. Во Кореја е CNL Music Records, тоа се музички куќи кои се уште се бават со овој звук традиционално. И Југоисточна Азија, зборувам за Тајланд, за Малезија, за Индонезија, беше Hitman Jazz Records, тоа е куќа од Банкок. Све си се расшири, не е поентата, знаеш како по секоја цена да издеш исто. Мора да добиеш добра понуда, мора да добиеш добар момент да не си ја продаеш музиката или душата на ѓаволот, што викаме. Што после тоа најбитно да се издржи. После работите малце полесни се, откако ќе добиеш еден нетворк. Да, ама па од друга страна, кај нас е успех и некој да те изда и да ти рече супер, дај ќе ти издам и уствари млади имагинарен успех е тоа. Имагинарен се вика, точно така, млади музичари и она желни веќе да фатат хард копи и мислам дека прво што ќе направат тоа ќе го направат. Да, Сите сме направиле така. Така. И од друга страна пак кога ќе видиш дека бенефит немаш никаков и многу подобро е сам да инвестираш во тоа, сам да го правиш, сам да го туркаш. Така. Дури на крајот ти ако изгориш, сам ќе изгориш, а вака пред кога си го дал веќе си изгорен уствари. Така. Така да, добро, супер се овие совети и се надевам дека млади претпоставам што ќе го гледат подкастот ќе им бидат овие информации многу битни. Сега наредното прашање ти веќе пола го одговори. Но ајде, колку албуми сега имаш нов, знам дека спремаш, а претходниот кога се викаш Претходниот се викаше Going Home. Going Home. Тој беше третиот студиски албум, сега е четвртиот ми е сега готов. четврт, добро. Да. Кажи ми, еве, кажа надвор како се продава, што правиме со Македонија и тука? Па не, вака јас не бев тотално незадоволен да речам. До моментот дури имаше музички продавници, убаво си одеше и албумот. Значи дури еден момент имаше мала една дистрибуција, направивме со Tinex маркетиве, го продаваа Heavenly албумот и Going Home албумот. Мислам го продава кај не во Го продаваа во маркетите и доста се продадоа доста копии, јас точно цифрата не ја знам. Меѓутоа све на све
ако се соберат и продавниците и значи сега види, немаме ние музички продавници за да ти добиеш вистинска дистрибуција. Мораме да разместуваме мајќе по-авангардно, бензински станици. Имаш тука Тоа го немам пробано. Аудиокултура имаш тука, можеш слободно да. Аудиокултура е тука можеш да ги оставиш албумите. добар совет. Наредно што ќе го направиме, Да. ќе го направиме. Да, тоа ќе ги оставам сите албуми и винилите исто, И секој винилите, да, слободно тука можеш да ги. Тука Тоа е добро бидејќи луѓе носно прашуваат за физичка копија во Македонија. Мене ми пишат, барем не можам да кажам дека нема интерес. Buy directly from the artist. знаеш. Buy direct from the artist, да, и Тоа е американскиот начин сега, ама можеш пошто ти си поќе во Америка кога што си тука и кажи за тоа buy directly from the artist што значи. И колку е битно. Битно е, ама треба стално да носиш следиња со тебе, стално да носиш мерчендайз, па да направиш едно штанче вака Ама пази, концерт. ама луѓето струја и кирија плакат со buy directly from the artist. Имаш секакви примери, така е. Точно. Јас некако големата работа. Кога ќе настапам во джез клуб, ево да речеме Bob Stop. Bob Stop е прекрасен джез клуб во Кливленд. И All About Jazz го прогласи за најдобар джез клуб во Америка. Браво. Надминувајќи ги нема Blue знам, Note и сите Добро, Blue Note. клубови. И Iridium и било кој. Мене Stone ми е, онака, Много. го гледам стално. Многу клубови имаш. И секој си е Smalls, пардон, Smalls. јас Stone, Smalls. Смолс, живеев до Смолс Smalls, 13 години. Колку гледам секој, Да. мислам кога ќе имат лайв, пошто имат лайв стрим. Да, само знаеш дека е буквално 30 луѓе не се Точка. видат. Да, да. Колку пијаното е, се е Да, пијаното да. и другите се надзи. Знам пошто ги гледам. Од тој аспект, Сашо, ние мораме да размислуваме, значи да заработаме со музиката. Имиджот го мислиме некој време. Имиджот се прави баш во Smalls, во Blue Note. Имиджот се прави во места кај што финансиски ти нема да си многу задоволен. Така е. И в Њујорк се вели таму свириш за да направиш имидж, а За не да да станеш заработиш голем, пари. за да станеш голем. А заработиш пари на секаде на други места во светот. Така, точно така. Меѓутоа и тоа се менди сега. И сега генерално после некое време ние исто за младите ова, многу се желни не само да го издајат албум, него и да свират. Така. Е сега тоа многу институции го користат и го злоупотребе. Така. Како на пример буквално за без пари свират во Њујорк, во клуба. И сега ти рачунај студираш музика Така. на Џулијард или на Беркли или било Така, каде. така. Инвестираш огромни пари. Пари што ги немаш. Добиваш стипендии било како се позаемвиш, правиш начин да Да, завршиш. да. Си ја продаваш гитарата. Све, точно, Такви точно. знам. Земаш заврши дипломската и после шо? Тој што ставаш со истите пари и медицина, се вработи ставни доктор, Така е. адвокатот ставни адвокат. А ти шо како музичар? На крај си имал идеја да си уметник, да свараш музика. И на крај ќе се вработаш во школу, ќе предаваш цел живот и така ќе ти помини од време на време ќе си го мамиш мозокот дека ќе одиш на турнеја. И тоа е за жал многу често некој алал да му е исклучици што стварно се исполнати со тоа. И јас верувам, јас пример немам афинитет никој па да предавам, а некои стварно го биват. Затоа тоа е посебен свет, и сегмент, да. Меѓутоа она што го зборевме како мал, сакаш да си музичар, да свириш по светот, да свараш своја Артист, музика. сакаш се гледаш себе си за Така. 20 години артист. Тоа е најтешкиот пат, кој ќе го одбериш патот и токму тоа јас го одбрав и токму тоа го работам. И за тоа веројатно имам искуство поќе од сите тука во државава. Така. Не кажам нескромно, ама морам тоа да го кажам, Така е, пошто така. можам да кажам некои работи што сум ги искусил и кога сум се преселил од Бостон во Њујорк, изгубен сам таму джерем и сега најнишка влегвиш во овој клуб и гледаш во Бар 55 свири Майк Стерн, Џон Скофилд и буквално гледаш платени се едно време ги плаќаа по $100 на настап. И некој од нив се уште толку ги плаќаат. Комплет или од човек? Од човек. Зборам за тие имиња, големите имиња од човек ги викаат jazz money. Jazz Тоа беа по $20, Така, $25. така. Да, а не знам дали се сегаш Оскар Салас Како не, да. Го фати, многу често разговарам. Сама се скокаме, ама истата Да, тема, да. истата идеја е и правевме муавет за толку ќе за да не спомнуваме кој како шо и знам дека наш еден одеше за Америка, нешто таму и колку ќе свири, ќе свири со Jazz Money. И само вака в кола се возевме баш за Приштина, одевме на свирка со Оскар и вика he ain't gonna make it. Вика, ајо како не? No, he'll be back.
Така да многу што знаеш, се враќа Знам. затоа што е со Jazz Money во Њујорк особено, значи ликови што живееле по 20 по 25 години од джез сега веќе се селуваат. Можеш и да тоа Сите кажеш. се Од иселени, Њујорк бегат сите, да. живеат кај што е поевтино. Види, и најправилно решение е тоа. Ти ако одиш да направиш еден период искуство во Њујорк и јас првите три албуми ги снима во Њујорк. Пардон, We Will Never End во Бостон го снима во Q Division, а Heavenly и Going Home ги снима во Њујорк. Bunker Studios, едниот е Бруклин, тоа е исто познато студио за jazz community, и другото во Legacy Studios, така да и Dubway Studios. Значи тоа се веќе Legacy не ни постои, многу студио затворија во Њујорк, бидејќи индустријата музичка ради многу причини, знаеме, не само коронава, замре и на апарати и во Њујорк. Сега во Њујорк е најбитно да го добиеш искуството и нетворкот, бидејќи таа концентрираност нигде на друго место Да, не и постои. сцена, како джез сцена Така. и како контакти. луѓе, да, и контакти. Меѓутоа, тоа е тоа што тебе те челичи, те кали, да кажам, како уметник и го добиваш појќе и својот звук. Те челичи, многу убав збор. Да. Одамна го немам слушано. Да, и тоа е Баш се фактички, челичиш, онака. Се челичиш и тоа е најбитно да после да кај да одиш да го имаш тоа искуство да го носиш со тебе. И нормално е дека единствено ќе си успешен. Ево на пример ќе ти кажам, ако свириш во место како Blue Note, го спомнавме, добро. можам да ти кажам за или Iridium или BB King, тоа веќе не постои. И места кај што сум настапил појќе пак. Така. И јас или не мора да е само Њујорк, ево во Блуз Ели во Вашингтон. Така. Исто познато место. Таа потпиши договор месец дена да не свириш на друго место во радиус од 60 милји. Да, тоа стандардно е. И како ти ќе живиш ако ти добиеш еден настап и во месецот не можеш да свириш, ако живиш во Њујорк? Да. Значи клучот е да патуваш исто. Клучот е да најдеш многу джез клубови во East Coast, Midwest, прво сега за Америка, конкретно истата работа и овдека немаш такви услови или таква фреквентност на дешавки, меѓутоа во Европа имаш и сега слично и таму, мораш да имаш. Ама не можеш, Четкар, види, да живееш во Скопје и да правиш турнеја низ Европа, мислам, знаеш, прво конекциите какви се, значи пат немаме ние, значи немаме транспорт, немаме авиобилетите, знаеш колку коштат од Скопје до Виена, Так. колку коштат од Виена до Женева. Так, Не разбираш? так. И на крај крајава сите во нормалниот свет, ајде да речеме, во Европа патуваат со воз. Да. Кај нас качи се во возо и почни да патуваш со воз и ќе више ќе тесне. Па гледаш инфраструктурава колку исто не осакати. Не да не осакати, ние останавме црна дупка, останавме затоа што сите тие конекции со нормалниот свет или со нормалните земји каде што овој ги спомнаш, ајде нека не биде Америка, нека биде тука до Европа, ние не можеме до Европа да направиме, не можеш турнеја да направиш. Не може. Кој наш направил, мислам наш, кога велам наш, велам представник на македонската джез сцена, направил последно 10 концерти турнеја низ Европа. А ако завртиш вака од околу, Косово, Албанија, Бугарите, Грција си прават, значи кај ни функционира, работи, можеби не на левело како во Америка што работи, ама кај нас тоа не работи. Една од главните причини зашто не работи, тоа е според мене, не мора ти да се согласиш, затоа што ние се уште немаме македонски джез експорт. И уствари, ние сме тотално невидливи за светската, па како е светска, дури и за европската джез сцена, тие не ни знаат ни на картата, не знаат кај сме, ниту не знаат кои сме представниците. Можеби тебе те знаат бидејќи си отсвирил доста концерти низ светот, но генерално како сцена ние сме невидливи. И нашите дискови, значи производи или контент модерно кажано, значи не стига до ушите или не е представен на начинот на кој што нормалните земји кои што инвестираат во култура, во уметност, го прават. Еве, на пример, Полска изминатите 10 години, толку пари дадоја за да одат на Джезахет Бремен или земја Естонија. Да не зборуваме за нордиските земји како Норвешка, Шведска, Финска или Исланд. Какви производи имат, колку тие инвестираат во своите музички производи и како тие нивни артисти, мислам, еве било кој сакаш земи од норвешка артист имаш преку 60-70 концерти годината, зборувам. Тоа е стимулирано и така можеш да живееш. Од самата држава или Скандинавија како регион имаат посебни програми кај што дават и грантови и буџети на скандинавци, на луѓе од Данска, од Норвешка, од Шведска и многу пати ти колку и да имаш
порив и продукт, не можеш да настапиш пошто да што немаме таква организирана. Јас тоа одамна го сватив, Сашо. Јас затоа со собствен начин најдов начин да се борам. Меѓутоа, како сцена ако збориме, тоа е директно поврзано со многу други сфери во држава. И затоа патиме, гледаш дека е некој на удар е таа култура, луѓе во буквално се како алергични на било што имаат малку уметност, а камоли да е све уметност во тоа што го слушат. И не знам како да се против тоа како колектив избориме. Можда индивидуално ќе најдеш начин, ќе настапиш, ќе свириш во Будипешт. Да, ќе се изолираш, ќе се пиктиш во сопствен бабл, ќе произведуваш музика, можеби нема да настапуваш, ќе компонираш музика, ќе продаваш музика, има и други начини. Така. Ама она реалната слика за она што го живееме денес е многу страшна и многу е лош. Јас ти ги пратам и видеата кратки што ги снимаш со посебниот дел од пеколот за луѓето што прават бучава на булеварите и низ градот, нели? И кои што ќе ги мачат со култура во другиот пеколот, да. Ама тоа е жива вистина, да. И мене многу ми смета некој кој ќе брчи со моторот на булеварот како од планина слезен. Правиме муабет, тие од планина многу покултурни. Јас сум од планина слезен. Јас сум од планина роден, што се вели зборот, таму ми е потекло. Ама не се однесуваме. Зборот ми е дека така како што се наместени вредностите моментално во општеството, не произведуваат култура и нормални луѓе, произведуваат луѓе што дивеат по улиците со мотори, со коли, со гласни музики, со нешто. Тоа е еден момент овдека сега моментално да кажам доминантен, кај што све што е материјално, све што е сака луѓе да го покажат, сите инвестираат надвор, никој не инвестира во себе си, значи мислам дека красиме ние кошулчево со нашава енергија, све мисле дека ако се нашминкат, ако се дотерет, ако се направи дека тоа е, ако шикаш ти со моторов поминат или убиет, не дај Боже, некој пешак невин, па што многу често се случува во Скопје. Да, и на крај тој што си ојде тешко него и фамилијата, овие ќе се излезет повторно на, значи збориме за неказнил, за рушење на системот. Да. Не рушење, системот е рушен. Да не се мамиме. Од порано е рушен и сега се наоѓаме во една зона на Twilight Zone, кај што уметноста скоро спати. Буквално Twilight Zone. Знаеш како да не ти се верви. Раде Пендрик, година 40. Дали ти текнува, а? Па тоа е збирано мачење на суметност. Така, да. Тоа е гениално, тие беа визионери. Да. Иако то време имаше и како култура. Доктор Есимичу, а? Доктор Есимичу. Не, молим вас. Така беше со кај ти индексот, така не, книжка, индекс, кај имаш. Ето. Тоа е. Леле, видиш, од пред 20 може повеќе од 30 години. Сега тоа не се случи буквално. На едно ниво кај што ти кажеш како помина. Ја во пример на концерт со еден куп такви луѓе што дошле да помодарство, сум имал такви искуства. Добро, нормално тоа. Одма го осеќаш тоа. Тој никој не ужива, никој секој само дојден тука за селфи да си направи, да се сликат. А некој пат ќе имаш 20 луѓе, ама искрена публика и тоа е многу полго искуство. Види, ние во соработка со Аудиокултура, моментално сме во Аудиокултура и ти си првиот гостин во подкастот што го снимаме во Скришната собора. Знаеш, ова многу малку луѓе ја знаат. Да. И кога те прошетав горе, рече, леле, шубав е клубот, леле, овака, ама кога слеговме долу, ова што не го гледа никој. Да. Ние направивме еден проект кој што се вика Life at Аудиокултура, тој започна пред 2,5 години и така со помош, нели со овие се финанси приватни, знаеш, овие луѓето, браќата Теохарови, нели инвестираат во ова затоа што го сакаат, затоа што и секоја недела имаме по еден концерт, по промоција на CD, изложба, нели културни настани и Аудиокултура го смена ликот на урбаното живење во Скопје во изминатите 3 години и мислам дека сме на добар пат тоест Аудиокултура е на добар пат да биде запаметено како култно место и простор каде што секој би дошол со задоволство. Ние го имаме тој момент, ја виде горе сцената како изгледа, значи 50 луѓе кога ќе се наполни резервации 50 и тоа ќе веќе букирано и свириш на 1 метар од публиката, нешто што е во срцето и во коренот на џезот. Артистот да ја пренесува оригиналната енергија со публиката, така да тука е пред се предизвик да се настапи
И нели го користиме токму за Да. промоција на овие Знаеш што, дискови. дури немаме во Македонија начин на работа како што ево зборам за светски веќе клубови, кај што имаш букинг агент, Добро. кај што ги слушате, кај што буквално те букираат на тој начин со договор, Така. кај што фреквентно настапуваат имиња од локалнава, регионалнава и светскава сцена. Така. То го немаш ни во Србија, да не се мамиме Не, регионално го нема. Не. Значи таков аспект дури немаме, дури не почнеме таква култура, тешко дека ќе направиме ренесанса во тој поглед. Малку да, ова што го спомна дефинитивно е така. Место како аудиокултура. Ама приватен ангажман е ова, Владимир. Да. Види, алтернативно место како ова произведува висока култура и сериозен импакт има во културното живење Апсолутно, моментално. И сега наместо државата да речи чекај овој произведат култура, дај да инвестираме во ова, место да има еден концерт, два да има. Така. Место да има два концерти, три концерти Така. ќе има неделно, ме разбираш? Вин-вин за сите. И државата добива, и артистот има работа повеќе добива. Не треба да измислуваме топла вода. Ти видиш што се правеше. Откриваме алтернативни простори. И сега, не знам, Врбјанска чука, така. И многу интересно место е. Ај стигни до Врбјанска чука, треба со хеликоптер да одиш, мислиш? Значи ние пресликуваме некакви идеи, креации од нормалните земји, од развиените земји, кај што имаш автопат до секој село. И откриваме алтернативни простори, а тие простори, са не велам само аудиокултура, и други има простори кои што генерираат култура, не ги поддржуваме и не ги препознаваме како достојни или вредни да бидат поддржани. На пример во неколку клубови, јас стално го спомнам сега, мислам дека на Уилс, не знам дали го знаеш во Нови Сад. Таму свира 2010 година. 2010 година сопственик на клубот е пијанистот на Ѓорѓе Балашевиќ, Александар Џуин. И сега, нели знаеш, ти буџетирањето на клубовите, како е продават алкохол, и тоа што продават алкохол ги плаќаат артисти. Тие имаја договор со општината, значи во Нови Сад, и добиваат еден годишен буџет за програма, каде што артисти, значи не кавер, не тезга, туку джез артисти, промовирајќи албуми собствена музика, општината им го плаќаше делот кој што е уметнички и Така, стимулираше. Го стимулираш и сега тој од една страна добива оригинална програма, нешто што кај нас никој не може да ја добие, затоа што мора да стават кавер бендови да му свират за да му се продава пијачка, така, нели? Така. А овој беше толку добар, како се вика, проект и замисла, толку пред времето, нешто тој е авангарда за нас тука, се уште, што програмата им ја плаќаја општината, не знам, фонд некаков за култура, нешто што Во Нови Сад. Тоа беше во Нови Сад 2010 година, 2024 сме се. Нешто што редно време е да се преслика тука. Зошто да измислуваме топла вода кога функционираат клубовите такви како што ги имаме и не се даде на финансиска инекција место тоа велам еден концерт да има два концерти. Така. Или пак од друга страна креирајте, направете нешто. Значи не парите ги даваме во бунар. Ги даваме парите за проекти кои што немаат културен импакт, а нешто што веќе произведува не го поддржува. И тоа е Така, сашо, ова начин на многу работи и убаво што го спомна клубот во Нови Сад и аудиокултура, тоа се дефинитивно индивидуални моменти, пред иницијатива на некој по напреден мозок и визија. А меѓутоа, ова што го спомна за државата да инвестираат и дека културата ќе е win-win за сите, треба да сватиме какви државници имаме. Генерално зборам, државници што одат на турбофолк концерти. Државници што одат да не се мамиме, не се зафалење на нивното културно ниво. И јас немам од никого не се устручавам, са што стално кажам тоа што мислам, баш дека самиов си ја бркам работава. Да, никого не молам за нешто, никого не и од тој аспект сакам да му кажам на младиве дека треба да имат многу повисоко мислење за себе си и повисоко достоинство. Дека тоа не афектираат бидејќи ние ево сакаме да име во Европа. Не можеш ти дојдеш никаде прво ако не си на културно ниво. Ти ќе направиш економија, ќе направиш патишта, ќе направиш, ама ако ти не си на културно ниво, како ќе се вклопиш ти во таа Италија или во не знам Германија или било каде. Значи ние од тој аспект ако немаме никаква джез сцена, ако немаме никаква таа авангардна сцена, зборам организирана,
со клубови кај што ќе имаме настапи, кај што државата ќе го стимулира тоа што го спомна. Абе немаме джез клуб. Ако Чекай, да не се лажиме, нормален джез клуб се уште немаме во државата, немаме джез клуб. Кој што ќе биде стимулиран со програма од државата и на кој што ќе му дадат овој другиот дел што е on daily basis, како се вика, ќе си го работа така како што треба да го работа. Секој културен турист што ќе дојде во државава, доаѓаат прво тој ќе го направи како на Google search, кај да излезе што има, кога ќе види дека стварно нема никаква програма, немаме джез клуб со програма, неделна програма со тие работи. Како неделна програма, ние немаме. И проблемов е што ние не можеме да влеземе никаде доколку не се издигнеме, значи тоа треба државниците да го сватат. Ако не инвестират во култура, ако не ја наметнет, а таа е катастрофално сакатена во Македонија. А тоа е столб за секој нормално, сакаш да имаш нормално. Добро. Види сега, ако ја направиме низ призмата друга, низ другите очи, па добро е да има турбо фолк музика, да има турски серии и најбитна работа на луѓето што се озрачени од сето тоа, да му биде на 4 години да излезе да гласа. Можеби не знам. Можеби јас и ти не можеме тој аспект да го доживееме и не го гледаме, ние и не го гледаме. Јас вака гледам пак. Јас што мислиш на ова сега? Убав, не, имам и одговор да ти кажам. Супер. Тоа што го прави. Овој подкаст ќе трае многу јасно. Тоа што го правиме конкретно со турскиве серии, со Звезде Гранда, со Да, не мораш да ги спомнуваш. Да не ги спомнаме во што велиш. Добро е турски серии. Турски и турбо фолк. Турбо фолк, да. Е одраси на нашето општество. Расипани улици по кои што име со дупки. Неорганизиран здравствен систем. Така. Корупција на невидно ниво. Точак не можеш да возиш нормално, ќе ти изгазат на улица, нема велосипедски патеки, елементарни работи. И вичњаците, да ги видиш какви се. Значи и вичњак тротинет возам, ќе се убиеш. Значи, на секој трет животот ќе се убиеш во опасност. Во опасност ти. Оде на обична работа. Тоа е одразот на тој турбофолк и ти. Или одиш на клиника, немаш каде да паркираш, ќе ти искршат колата. Знаеш, продаваат влез паркинг места, нема толку паркинг места на паркинг колку што продаваат карти за да влезеш. Така да. Знаеш кај живееме? Па истата работа, ама затоа е ова што го слушаме, лошава музика, јас не можам да речам дека за вкусови не се разговарат. Ако има вкус, ако немаш вкус веќе, јас мора да го кажам тоа што го мислам, и не само јас, моите колеги сите треба да зборуваме. Така, треба гласно да говориме. Сите се плашат да не се замери со некого, а уствари на крај тие најпеќе ќе изгубат. Пошто ти ако си студирал, ако си се мачел да дојдеш на ниво да ствараш музика, да ствараш уметност, да организираш турнеи, да правиш работи, зашто да му кјутиш на некој како што ги нарекувам видена ропак, што буквално во животов не употребил една мозочна клетка. Освен тоа, како да измами, како да укради, како да направи пари и сега нема ќе му се одушевљава луѓето. Тоа ќе биде инспирација за млади. Па тоа е пореметени општествени вредности, видиш. Вака ти ми ги одговораш прашањата пред да ти ги поставам. Ама изгледа читаш ова. Ај вака, јас ќе ти ги прочитам прашањата, па ти не можеш да ги одговориш, бидејќи веќе ги одговори. Види. Сега во старт кажав дека поќе свириш навод колку во Македонија, ама сега ќе ти покажам, досега на сите им го поставам ова прашање, чисто да ми ја видам реакцијата. Јас читам, не гледам реакцијата, ама после ја гледам кој ќе видам. Кои се предизвиците на Владимир Четкар да се создава, креира оригинална уметност денес, значи зборуваме за Македонија, во средина каде што и општество каде џезот е на маргините, сцената е поделена на мали кругови благоречени секти, знаеш. Така. Или знаеш, или си со нас, или не знаеш што преш. Тоа е стандард. Каде поддршката од страна на музичарите надвор од тие сектите или баблс, различни уметнички групации тотално не постои. Минорни се радио и ТВ емисиите посветени на џез музика, не на рака можеме да ги наброиме, иако имаме толку прсти на раката. Изгора на се продажбата на плочи CD дигитален формат е исклучително мала. Кажи ми сега ти како нормален човек, како здрав човек во вакво општество, како би просперирал како уметник, како артист? Од старт тебе се отфрли тоа да и како концепт дека тука мора да просперираш, мораме да размислиме пошироко, регионално. Светот глобално село. Мораме, нема друг начин сашо. Во нашава работа така е сега. Добро, ајде тоаш наредно прашање, на кој ниво е џезот во Македонија и паралела, ти ова цело време го правиш, таму каде што си живеел со Њујорк го направи. Спрема тебе на кое ниво е џезот во Македонија денес? Од кога почна да имат Извини, ова, уште и што недостига? Публика, сцена, медиум, промотер, менаџер или нешто друго? Мислам ќе уврзиме. Да. Нивото е многу повисоко него што беше
кога бевме ние тинеџери да кажам, самиот знаеш дека сега имаш луѓе што сериозно свират, што стварно се писмени, што може да направиш и ансамбл и horn section и све ритам section опасен. Од тој аспект, значи е многу подобро него што беше, благодарение на многу луѓе што беа инволвирани во едукативниот систем, што праја, тоа што го спомнав преска, значи колку е битно што се отворија академии за музика и наредно прашање ми е за академија. Сакаш да го врзиме? Ајде према да тебе. го врзиме, да. Ајде, супер, пошто отпрем Зеде многу кажа вистини и не ќе да те прекинам бидејќи си отвори душата. Мислам ти ставно си отвораш душата. Дури на тие малите клипчиња што ги гледаш, ја ставно ги гледам, а толку вистина кажуваш така сакате част. Да. Според тебе кој е значењето и влијанието кое го има джез одделот при музичката академија во Штип 2007 се отвори? Во едукацијата на млади музичари, градење на современата македонска джез сцена денес, бидејќи нескромно звучи, но над 80% од луѓето кои што денес се дел од оваа музичка македонска современа джез сцена или студирале, или поминале, или предавале, или биле тесно поврзани со джез одделот на УГД Штип. Така. Тргнав за тоа да зборуваш. Баш ради тој оддел джез оддел во Штип, јас со многу музичари што свирев и се уште свирам и сме во нонстоп во комуникација, дел од нив исто одиме и во Азија кога ќе настапам, кај што можам, кај ги имам услови ги ги зел, преферирам да се земам наши македонци. Меѓутоа не може стално. Али генерално зборувам за тоа е заслуга на баш на тој дел. Нивото е многу повисоко, тоа што го кажа. Многу повисоко и е многу битно што тоа се деси. Значи секоја чест за тоа. Ја порано беше буквално проблем да најдиш еден бајца басисти, бумњари. Напрати се броја. Многу мачно беше. И сега е тоа све влијае таа што повеќе има подобро ќе бидејќи таа компетиција ќе направи и квалитет на повеќе квалитет, меѓутоа и по професионален однос. Така. Види, една мала паралела во 90-тите, јас и ти кога бевме млади. Да. На 3 години 2 албуми се снимаја или на 5 години 3 албуми. Так. Сега имаме годишно по 20 албуми кои што излегуваат. Значи има сериозна продукција и таа сериозна продукција заради тоа што сцената живее. Значи имаме, пази, на почетокот кажа една многу вистинска теза затоа што многу сме оригинални ние тука кај нас. На ова поднебје, ако нешто има таленти. И многу е интересно што многу се различни проектите. Значи твојот проект со мојот не можеш да го споредиш, или со трети, или со четврти, или со петтиот. Нешто што е нешто што ни е многу е колоритна сцената. Многу јас сакам да кажам еден мозаик е многу убав македонската джез сцена и штета е што ние толку имаме многу да дајме надвор, а се уште го немаме тој експорт, тоа инвестирање во джезот и во современата сцена за да станеме конечно препознаени надвор. А ако направиш пак паралел до Србија оди, знаеш, таму проектите ми се еден на друг наликват, како по некоја матрица. Кај нас чудно е што има толку оригинални проекти и мислам дека ова што го кажа УГД Штип има многу заслуга за тоа, затоа што еве јас како дел од тој колектив никогаш не ги насочуваме 100% овие студентите. Кон некој правец, да. Да, туку можеш да посочиш ова е добро, но секогаш што ставаме сопствената визија за она како креативно како тој се осеќа. Ти доаѓа рокер, уште подобро, или ти доаѓа хеви металец, уште подобро. Така. Ме разбираш? И така мислам дека има многу врска со сето тоа затоа што го поттикнуваме сопствениот развој на индивидуата. Затоа тоа е моје мислење. Затоа мислам дека имаме толку многу оригинални проекти, и оригинални артисти. Тоа е моје мислење. Убо кажа исто од аспект на рок, хеви метал, джез, пошто често во случајов, да, тоа е подкастот, меѓутоа тоа е како под истото знаме може да се стави секој друг музички стил, израз, бидејќи све патит генерално. И денес немаш ни добар не добар, него ретко да најдиш место за креативен рок состав некој. И алтернативен било кој состав, било кој правец е некако со истите маки се соочуваат, се борат, исто како за джезов што правиме муабет. И е мал сите се во заедничка, да кажам, во заедничка каша. Така те разбирам. И
мораме пак да размислуваме и ти додеш и во Европа и Америка имаш многу бендови што не може да се го најде местото. Така е. Така да не е баш само тоа е исто индивидуално до артистот, не е све до државата. Многу пати аз патувам насекаде и свирам со многу музичари и баш заради тоа што имаш многу конзерваториуми и само можеш да најдеш добар состав, добра Така да екипа. одма ќе најдеш ритм секција професионална. Ке си се поврзиш, тие ќе се поврзе со тебе, со таму нешто што е многу нормално во джезот го правиме. Да. И тоа е сите се со тие маки. Значи имаат проект, не знаат како да дојде на површина. Јас сватив дека сега баш кога свира во Њујорк пред месец и нешто, во Челси, имаше еден тромбонист кој ме прашваше, тој сега дипломира од Џулијард и ме прашваше за совети од искуството. Да. Значи сите се борат со тој предизвик, бидејќи толку многу уметност некако исчезна од светскава сцена. Да кажам, све стана некако насочено корпоративно, глобални што се джинови, што ќе го фокусираат окото на еден артист, на 10 артисти. Порано беше многу поинаку и тоа се должи некако и со технологијата е поврзано. Зборам за 80-ти, 90-ти дури, тогаш почна се мени во 2000-те години работава. Многу па со интернетот уствари со да, со појавата на iPhone. Достапна стана селава музика, се изгуби драшта на барање во продавници музички, се изгуби моментот на заштита кај артистот да може да продава музиката на строги граници имаше за таа работа. Сега веќе Добро, ма види, извини што те прекинувам, види сега дека major record labels немаш. Веќе нема. Мислам, и ако има ликови како Стинки, не знам. Тоа е само сите други работат инди крај не можеш да најдеш, мислам. Секој своја борба. Ова би го кажал, иднинава на секој артист е self-management. Self-management. Тоа е иднинава. Ова го сватив уште пред 10 години. Те сакав порано да го сватам, би сакал, тоаш не знаев. Значи, self-management, тоа е најбитното. Тогаш ти имаш контрола, ти да го потпишеш договорот, ти да пробаш да направиш sub-publishing во другиве земји. Јас имам sub-publishing во Италија, имам посебен sub-publishing во Маđарска, посебен sub-publishing имам во Англија. Значи, да најдеш луѓе што веруваат во својава музика и кога се случи еднаш успех со една твоја ствар, било како тогаш веќе полесно е. Ама self-management, на кого ти ќе му вервиш? Јас сум бил дел од големи букинг агенции и сега ќе те понудат тебе, Сашо, заедно со Џон Скофилд, со Майк Стерн, со сите што ни биде нашиве идоли. И нормално луѓево гледаат или Cool and the Gang, гледаат, дај дур се живи овие да ги имаме ние сега. Ма не, стари се сега се поевтини. Стари се поевтини, ама тие идоливе ни се сега конкуренција. Така е. Ама така е. И тоа е буквално проблемот, значи мораме да self-management. Јас кога почнав сам да работам, многу поќе веројатно се случија. Да, те разбирам. И многу поуспешно. Сам си контролираш, имаш агенти со кои што работаш, тоа е многу покултурно, значи такви соработки се супер. Ама Индија, све е инди. И тоа не значи дека не можеш да постигнеш комерцијален успех. Јас бев во Маđарска, Hit of the Month на најголемото радио Петофи. Тоа е национално радио. 24 пати во денот ја пуштаа Heaven. Вау. Тоа беше 2014 година. Значи, буквално беше хит како најголем странски хит. И се пушташе нон-стоп и тоа е уште во 10 други радиостаници во Маđарска. Клас FM, исто национално радио во Маđарска. Јас во Полска, свој новиот албум, во Полска имав на Радио Варшава, на нивниот трет канал што е за джез, онака беше. Епа тоа е Ама знаеш дека овој последниот албум, новиот, е издаден во Франција. За Арт Мелодис, издаден во Франција и фала пријатно, мислам, завршив со... Апсолутно, меѓутоа и ти кажам... И извини, уште ова една работа, тие имаат еден дистрибутер дигитален, се вика Bfan, значи на преку 20.000 радиостаници ојде албумот с текст новиот и се пушти и онака стигнуваат мејлови. Знаеш, живна работата, ама требаше шести албум да стигне. Нема правила тука. Нема правила, ама ми требаше време да укапирам дека уствари од тука ако добиеш платформа кај што стварно може да се слушне твојата музика, тоа е целта на секој уметник. Да. Значи тука за тоа правиме муабет. Ако ти добиеш дистрибуција
на толку радиостаници. Во светов нема шанси некој да не запримети. Да. Ти седиш во Закинтос, ке пиеш кафе, ке слушниш. Мене ми е сега фокус ми е, значи Кореја натаму за да пробам за да бидејќи има некаква опција да се отстапат правата за да знаеш, иначе не можеш од тука да пушташ плочите во работа, има некаква опција да се отстапат правата, да платат и да си печатат таму за нивниот пазар, Ама видели. со секоја куќа е така, ти мораш да ги позајмиш права. Затоа јас те да ги отстапиш правата на одреден тираж, 500.000. Тоа е класично, тоа е класичен рекорд дил. Тоа е уствари нешто што Мора ќе го завршиме подкастот ти. да. Ќе ми кажеш. Да, апсолутно. А можеш и сега да кажеш Апсолутно. словно. Да. Генерално мораме да вервиме прво во своја музика. Так. И ти ја правиш за тебе таа музика најбитна и целта е да чепнеш до што повеќе луѓе, што повеќе публика. Да, те свега. И тоа е паралелно со настапи, паралелно со продажба на било кој начин, дали дигитални платформи или физичка продажба и да најдеш начин да опстоиш. Тоа е, значи, формулата, Јова би го кажал, покрај тоа што го спомнав преска, self-management, да најдеш начин физички да опстоиш, да функционира сето тоа. Не ти да инвестираш во еден албумот да оди во заборав и после тоа да се вработаш на тотално друга работа, него да опстоиш. Што е жално вистина, што многу често се случува и многу артисти посебно кај мислам тоа не е кај нас глобален тренд. Работата имаат day job и после навечер свират и тоа е. Да. Ми кажа дека прв пат доаѓаш во аудиокултура, вака ти направив една прошетка да види како изгледа. Многу битна работа е што наредното прашање ќе биде за джез фестивалите во Македонија, а дали знаеш колку джез фестивали има? Сега мисли не мора да кажеш. Знам ти дека имаш еден. Имаме во тоа. Ама не е тој само еден, има повеќе. Најбитната работа што аудиокултура ја направи е джезот во Македонија од фестивалската, затоа што имаме повеќе фестивали од клубови, го донесе на клубската сцена. Нешто што во нормалните земји се гради од оздола нагоре, нели треба да имаш екипа, тим, треба да имаш клуб кај што ќе се собирате, па да направите проект, па тој проект да се свири во клуб, да се направи публика, ние не можеме публика овде да направиме, нема клубови, нема кај да свириш. И после дојш на фестивал, а кај нас што правиме? Мислам тоа со сите вака што беа Мишко беше истото кажа Парушев. Кај јас правам проби за да настапиме на некаков фестивал и толку завршува, нема каде да го свирам проектот. Така. Сега, колку спрема тебе е битно и направи една паралела пошто доста клубови си настапил, како ти гледа овој клуб во очите, ајде Stones го кажавме, Smalls, пардон јас. Кажавме дека за 30 луѓе, ова е Rolls Royce за тој клуб. Така. Кажи ми спрема тебе направи една паралела како ти гледа работата овде и колку е битно клубот да функционира. Клубската сцена во градењето на оваа современа македонска джез сцена. Да, види, тоа е малце и нефер споредба во Smalls, ке речеш 30 луѓе, меѓутоа Харисон Форд ќе го видиш секој вторден, ќе видиш Джоел Фрам. Да, не само Джоел Фрам, ќе видиш еден куп звезди од сите сфери. Ќе видиш и министер за култура седна таму, ќе видиш и политичари, луѓе кои што сакат уметност. Кај нас не можеш да видиш на фестивалите. Затоа спомнав дека нивото генерално е најбитно за целава работа да трнит. Значи, ако ти имаш музеј, кај што имаш стално убави изложби. Така те разбирам. Па, значи, нонстоп да луѓе се изложени на култура, автоматски таа половина десна што функционираат, ќе ги натерна луѓето таа што е креативна. Да. И автоматски ќе имаме некој пик и во нашево. Луѓето ќе сакаат да слушнат нови бендови, не кавер бендови. Оригинална музика. Јас зборувам за оригинална, цело време зборуваме за оригинална музика. Во најкул сите што се клубови што збориме пиши no just standards. Пререквизит only original music. Original music. Колку е битно што джезот се слезе, значи од фестивалска во клубска сцена? Кажи уште за тоа. Па најбитно е тоа, бидејќи така и ќе најпоќе заработват артистите. Доколку имаш фреквентно настапи, тоа е една формула, види, фестивалот е добар. Пример имаш еден голем фестивал како Јарасу. Тој ќе плати за. Добро, реално реално само Ниш е таков. Нишвил джез фестивалот е во таква форма. Во никој случај финансиски не се во таква форма. Финансиски, Така да јас значи имав
чест ми беше да настапам 2 пати во Нишвил, меѓутоа не би настапил по секоја цена И никаде јас веќе. настапив 2 пати. Се види, финансиски И на Open Stage, значи на тој што е малиот стејдж, Така. и на главната И на сцена така. настапив, ама финансиски тоа е Јас Хонорар Сашо, за месец. од аспект јас ако не бидам испоштуван финансиски никаде не Апсолут, настапам. апсолут. Бидејќи го поминав тоа Така време, е јас треба. бев Така е тинејџер и морав да работам и сега многу ми замериле ради тоа, меѓутоа јас имам начин на живот кој за да е sustainable, да е издржлив, јас морам да ја одржам цената. И тоа не е ништо лично за никого. Апсолутно. И јас, колкото што спомнав, Јарасум може да плати авионски карти, донесиш 7-8 музичари, Да, сместиш, значи и после таму. Ама колку публика има Јарасум? 20-30 илјади? Огромна Колку публика, карти продават? Огромна продажба, меѓутоа така се стварат турнеите, таму после така. можеш да свириш до помали места. Така. Иначе тоа е целта. Ама фестивал што продават 30.000 карти, па 50 авионски, 60 авионски карти Знаеш, кај нас, знаеш колку да. карти се продават, ние имаме фестивал во Битола, знаеш дека не можеме карти да продаеме. Значи имаме генерално имаме проблем. Врзана е работата, ме разбираш? Системот е рушен. Не велам јас дека ајде сега ќе велиме четкари, утре и друг треба да дојде, така? Јас сакам да дојдеш. Ама кој ќе го плати тоа? Јасно ми е, Сашо. Кој ќе го плати тоа? Знаеш, Од страна на промотерите изборувам сега. така. Не од тотално разбирам. Баш од страна проблем не како музичар, како музичар можеме да. за гитарите да си правиме Да, подкаст. Ама слушај, овие се многу побитни работи што ги правиме затоа што овој совет што стварно луѓето може да го свате сериозно бидејќи сме искусиле некои работи. Така. Или можеме онај ентузијазам за гитари, за жици, тоа е све супер да се го правиш како винце, муабет, како благо поднапијан негде дека меѓутоа живиме од оваа работа. Ете така. Ова е нашата работа. Ете така. И не сме биле доволно среќни да се родиме можда малце порано, па сме направиле кариера и во бившите југословенски простори, што е многу битно. Многу е битно, затоа што тој пазар се уште се одржува, да знаеш. Тие што направија кариера тогаш, им е многу, мислам, полесно. Не, релативна работа, тие се стари се, па се тешко му е да патуваат. Да. Ама од друга страна, таа сцена, таа публика, тие што купувале плочи, што купувале, се уште ги имат плочите, ги слушаат плочите и доаѓаат на концерти. А колку му е, извини, уште една колку му е па сега тешко на некој дете од нула што почнува? Најтешко. Знаеш, кој имаш храброст да признаат, многу не би признале, меѓутоа ова е незвано прашање за тоа нема врска, тоа си е секоја чест за сите нив. Меѓутоа имав едно снимање со Том Молтон. Том Молтон е во друга сфера, таткото на ремиксот. Тој прв направи истече лента и направи микс, првиот микс во светот. И тој е како што е Джим Хал за или Чарли Кристијан за гитаристиве, тој е за сите продуценти во светов. Меѓутоа тој рече вака: јас се родив во времево на Paradise Garage, Студио 54, и каза, јас бев модел. Имав тоа, меѓутоа, после тоа, сватив дека имат големи паузи измеѓу песниве. Па почнав да ги лепам да немат паузи, таа идеја направи револуција. Да, цело време битот да течи, и сега што да не слеват од сцена. Да. Викат, меѓутоа тогаш знаеш, имаш неколку места, однесиш микс, сите го пуштат. Денеска да се роде, викат. Денеска, јас ништо немаше да направам. Јас се чудам како младиве сега имаат храброст да се соочат со реалноста. Меѓутоа ние идеме малце in between, од новиот свет и стариот свет и Добро, знаеме мел да пуштиме, старите не знаат ни мел да пуштат и останаа дома. Точно. Што е жално затоа што никој не се грижи за нив. Точно, апсолутно имаше и придобивки, меѓутоа тогаш ако имаше талент, имаше многу поголеми шанси да си го најди своето место и својата публика. А сега баш така со многу милиони мейлови се работат. И сега ти е страшно тешко и голема и среќа и талент и сите тие околности заедно да дојдеш на правото место. Ама пази, во оние дневниот опис на работата, кај што знаеш дека треба да пуштиш 1000 мейлови. Така. И артистите горат кога си self management, кога прави, кога си продуцент, кога компонираш музика, кога имаш фамилија, кога едно друго, нели? Да. И burnout имат. Да, апсолутно и логично затоа што брутален е сега светот. Брутален. Точно, тоа ми беше брутален и то, ако не го сватиш на време и ако мислиш дека ќе одиш некаде, ќе завршиш како нокниве пеперутки на Times Square или на сијалициве, што се измамени од светло, тој гламур, а на крај ќе осогориш. Значи, поентата е да си многу, како што реков,
кој е правиот збор на македонски sustainable, да речеш, цело време Да, одржливост. Ми текваше. Значи одржливост и дисциплиниран. Дисциплиниран. Ако ти направиш нешто, знаеш што правиш, мора да веруваш 100% во тоа. Јас никој мене не ми вика дека ти инвестираш многу пари за да снимаш гудачки секции, дувачки секции, студија да изнемуваш, хард копи да правиш, винили да печатиш. Никој не ти, тоа е башка, тоа е постпродукцијата. А во самата продукција, мастеринг да правиш, јас сакам да го направам тоа на мој начин, значи не ще дам ништо за тоа, меѓутоа никој не ми гарантира дека јас ќе ги повратам тие средства. Апсолутно. Така да многу е битно дисциплинираност и кога вериш со својот продукт да најдеш својата публика. Јас имав и среќа што многу мои албуми си најдеа своје место и своја публика. И сега што можам да свирам, пример во Сан Франциско, во јас немам амерички пасош, немам ни бугарски пасош. Так. Јас имам македонски пасош и со него патувам. Значи јас имам артист виза и тоа да го знаат младиве исто. Дека не мора да кажеш пречкање голема пречкање, да, меѓутоа ако се бориш, знаеш ти колку кисневме по амбасади на времето пред да дојдат сега одестување за патување, меѓутоа порано за секој јас порано кога свирев во Мажарска, Да, бе, С виза. требаше или С или културолошки С визи да ваѓаш. За Америка О1 тоа е годишна уште потешка. Да, порано беа на 10. Не, тоа беше туристичка. Туристичка за работа. Не можеш да работиш. Не можеш да работиш, не смеш да работиш со неси. Да. И генерално сега јас пример ако свирам во Бобстоп што го спомнав, таму 99% од публиката ми се американци. Што е неверојатно напредие во тоа што го работав. Знаеш, почуиш hesitating се кој е Владимир. Видиш како е. Ама после тоа ако му даеш Балканци доаѓаат, првем доаѓаат регионални. Балканците еднаш кога ќе дојде ти ќе чеснет после, само за сликање. Реалната вистина. Добро, да. И тоа е бруталниот предизвик. Којш прв пат ќе се изненадиш, убаво беше. Вториот пат жив човек. Дека се снадевал над балканците. Не тоа става мој. Не, исклучок има секаде. Јас имам многу редовна поддршка и во Њујорк од македонци што стварно стално ми доаѓаат. И тука е меѓутоа не Њујорк, ти мора да свириш низ многу места за да се одржиш. Питсбург, Кливленд, Коламбас, Детройт. Детройт истата приказка. Таму е пак и 50-50. И прекрасно е што кога те научат американци го шире зборот. И тоа е тој најсладок успех. Ке си направиш концертче 100, 150, 200 луѓе. 200 карти продаени. Значи тоа е све за во Америка тоа е беше science fiction. Или типс. Карти, никој па за типс, Сашо. Јас за типс немам свирено во животот. Така, добро. Само да ти кажам. Многу луѓе порано викаа што ќе ти стајат на онакво. Извини, јас не студирав 5 години, потрошив енергија и време за јас некој типс да ми дава на крај. Без да навредам никого. Абсолютно. Тоа беше мојот став и бев неприкосновен. Верви, на крај кога ќе успееш со тоа, место луѓе да се инспирирани, поќе ќе те љубоморе тебе, што со крв и со пот си го направил тоа, него не некој хоштаплер или криминалец што крадел цел живот. Да. И тоа е иронијата за животот. Нормално имате прекрасни луѓе што се инспирирани од успехот и се помагаме едни со други, мораме да ја сватиме таа реалност. Меѓутоа убаво младиве да го слушне тоа. Да ги отвориме картите до крај затоа што на телевизија нема да видат вакви работи. Овој подкаст го смислив така. За да ги представиме чинителите на македонската джесцена, ама не само оној гламурот што го гледат на телевизија во 3-5 минути колку и да има. Ти сега се вратиш на телевизија. Ама онака да си отвориме душата затоа што треба да знаат младите дека ова во кое што е толку убаво, толку е духовно, толку исполнува, нели, да свириш на инструмент или да креираш собствена музика. Мислам, нема повеќе, знаеш ти, нема повеќе. Нема повеќе. Кога ќе искомпонираш нешто Како да и кога ќе го слушниш, леле, како дете да создаваш. Баш. Ама колку е тешко па да стигнеш да живееш од сето тоа, значи да станеш артист. Зашто јас ево кога ги слигав мисло тебе, извини што те прекинав, да секој крај солзи ми течат, плачам. Кога го слушнам продуктот и мастерот, јас не можам да не се расплачам, тоа се мои емоции. Тоа се толку и кога ти на крај таа песна ја слушниш на радио некаде и дома ти е драго. Тоа е неопислива емоција. Тогаш знаеш дека си остал нешто за секој пат од тебе и дека никој друг што е обсесиран со материјалното нема да остане. Те разбирам. Пошто уметноста остане на крај.
Добро, а колку е тежок патот да се прави сето ова, ние што го правиме, само го правиме затоа што го сакаме. Еден од првите гости на подкастот беше Филип Динев, не знам дали го знаеш, тој е едно младо, Како не, топ гитарист, топ, супер. И се знае, запознавме на автобуска станица да се запознавме. Супер. И вика, нема да го правам ова, да го што правам, било што ќе земам за 6 месеци, ќе научам, ќе чепкам, ќе правам. За година ќе научам, ќе правам. Ај стани професионален музичар за 2 години, за 5 години или за 10 години. Ај стани професионален музичар за идејата и поентата му беше колку ние уствари вложуваме во ова сето што го збораме сега, а на какво дередже сме, сум лош зборе, на какво ниво и колку народно не сваќа што се ние правиме во текот на би го нарекол нашиот земски живот, колку се имаме поминато за да стигнеме до ова ти што го кажуваш да продадеш толку плочи, да продадеш толку карти, колку ствари, а убо кажа, колегата заврши медицина, се вработи, доктор. Така, има напредок, има знае дека ќе живее и дека ќе а ти со дипломата од джез гитара, така, што направи? Доби диплома и треба се одново наново да креираш свет околу тебе за да можеш да функционираш. Најтешко нешто. Од нула да правиш се. Јас би рекол дефинитивно дека една од најтешките професии да си професионален уметник, музичар, ама една работа. Ова што го спомнавме сега ми летна мислава. Извини. За не. Ама и многу време сме. Да, што скатиш ова, што ме чека да не пречекаш, да завршиш уште малку кучка. Не, има да зборуваш сега. Нема да те најдем, а више 15 минути. 15 минути. Ова да го сечам вака сега. Не. Ова да го сечиш, да. Ако Јас на сите му велам, ќе сечам и после се оди, знаеш? Па добро. Како ќе го гледаш, ќе ти биде интересно. Не, там, не. Ќе речи, не го сечем ова, ама многу јако. Ми беше ова е само да не. Не. Ајде. Ама имам уште 3 прашања те прашам, да. Ова чекај само што ми летна мислава за 10 да станеш. Дали за 10 години артист да станеш? Артист. Професионален музичар. Ќе ви текне. Прашај ми другите прашања. Ајде. Дали знаеш колку джез фестивали има активни во Македонија? Не гледај тука. Сега и вака. Каков е вашиот однос со луѓето во организацијата? Кажа за ова, први. Да. И најмногу задолжени со програмското уредување на програмите и колку сте задоволни, дали се служувате со различните концепти, ако ги познаваш, не знам колку си имал интеракција со вакви луѓе. Знаеш колку има джез фестивали активни? Па знам активни джез фестивалов нормално во Скопје. А како бројка јас ќе ти ги прочитам. Ти Фабрик, джез Фабрика во Битола, джез Фабрика во април во Штип имаше Астибо, така? Ај ќе ти ги скратам маките 10 активни има. И сега ќе ти прочитам дали сега ќе ми кажеш дали си имал, си немал, си правил и ова луѓето што ќе го гледаат, сите кои гледаат подкастот, иако знаеш, секоја работа дека кај нас мора да има обструкција, правим да тоа нема да биде, ама ова ќе биде многу сите ќе го гледаат. Ќе видиш дека ќе го гледаат. Топ. И ќе има одоздола коментари. Кај го најде овој? На Јубањев го најде, на Јубањев. Лепотанов го најде. Ај, окей. Ова нема да го сечам. Така, слободно. Скопје джез фестивал 42 изданија, си настапил во Скопје? Скопски джез фестивал не испадна никога да настапам. Добро. Иако во еден момент за малце ќе се десеше, само не се поклопи Јаковски. Ајде, живи здрави да сме, мислам дека ќе биде. Офес Скопје 23 изданија. Тоа е World Music поќе, Jazz и World Music. А Стибо Jazz фестивал 14 изданија. Тоа ти е во Штип, си настапил? Не. Прилеп Jazz Weekend 12 изданија. Настапив еднашка во Прилеп, да. Денес се е джез, ова е Гоце Стевковски што го прави Ибни Пајко. Така, да, во Парков. Во Паркот, да. Хармонија. 8 изданија. Си настапил? Не. Джез Фабрика фестивал Битола 7 изданија, тоа мора да го смениме. Тоа што го кажат, значи до 10-тото мора да го направиме. Здрави живи. Живи здрави да сме само. Куманово Джез фестивал 7 изданија. Тетово Джез фестивал 6 изданија. Не. Кај Вардарот Джез 5 изданија, тоа е овој PMG што го прават, ама тие имат па инаков концепт. Продукција имат нивна, издаваат албуми и сопствените артисти си ги промовираат на фестивал, што е многу добар концепт. Многу ми се допаја, Владан го прави тоа, знаеш? Друбицки Владан. Да, тромбонистава, да. И баш беше на подкаст и многу ми се допаја тоа. Арт Генератор Велес 2 изданија, тоа е еден нов современ. Да. Фестивал за современа музика. Да. Абе види, Сашо, една друга работа исто битно мал простор сме. А 10 имаме активни. Да, ама исто така кога јас поќе се фокусирам соло концерти да правам, бидејќи имам публикава што ми е вистина лојална и да не се пожалјам. Соло гитара?
Не, со бендов, со оркестар, да, соло концерти. Дека рече соло концерти, рекол. Соло концерти како артист, мислам. Добро. Бидејќи настапам како Владимир Четкар. Јасно. Ама бендовци се мои аранжмани. Апсолутно, знам. Тоа го знам. И од тој аспект да бевме поголема територија, ќе беше многу побитно и поклучно да настапам на фестивали за таква работа. А вака веќе функционирам како независно, сите колку што сум тука присутен, гледам да не правам и премногу, знаеш. Добро е затоа да не е истата, да кажам, тежина дека морам да бидам присутен на некој фестивал. Да, разберам. Добро, ова наредното прашање го одговори веќе, ајде сега да одиме на крајот. Кога не би бил джез артист, Владимир Четкар, кој е твојот алтернативен избор на професија? Што би бил, Владимир? Порано мислев дека ќе бидам археолог, Сашо. Сакав многу, тоа вистина многу ми е кеф и разговарам до денес, имам пријатели археолози кои имаат ископувања, одам, тоа ме возбудува стварно ќе видам ископини и можда би бил археолог. А нешто што нема врска со уметност, нешто? Пошто и археологијата има врска. Па Четкар занает. Четки ги прави. Тука те чекам. Четкар занает. Знаеш, и тоа е уметност малце. Пример правиш четки за влакна на уво на крава, за така дедо ми ги правеше за Вангел Нумовски. Имам негде имаш зборано во некоја емисија на телевизија, негде го имам слушнато тоа. Така тоа не е само занает, тоа е, мислам, занаетите биле сите градови наши имале многу занаети кои изумреа за жал и Охрид имаше многу занаети. Сега буквално единствениот Четкар што остана во Македонија, татко ми, и пошироко имате еден во Србија и еден во меѓутоа татко ми тоа го направи, како ти кажам, малце на повисоко ниво, со четки со иницијали, му имам давано четки на Џорџ Бенсон, на речи го еден куп други, на Том Молтон, на Димитри фром Парис, председатели, дипломати. Татко ми што ги прави тие се стварно како колекторс ајтем, да кажам. Да, колекторс. И имаш сакам уметности тука. Така, добро. Кажи ми сега наредно турава продолжи. Што те очекува и кога планираш албумот да го вадиш? Знам, исто е многу битно за гледачите од подкастот да кажеме дека оркестрациите и комплетната музика пишеш на рака се уште. Да, се уште, па види, јас дипломирав, значи оркестрација, студио Contemporary Writing and Production, значи специализирав за студиски оркестра, кај што имаш big band plus strings и значи голем оркестар. Да, и се од тој аспект јас си го селектирав тоа што го сакам, бидејќи целта ми беше едно време работав за други луѓе, меѓутоа сега целта ми е исклучиво да работам за себе си. Тоа ми е начинот на кој што функционирам и звукот си го добив така да се пишам рачно од годачи, меѓутоа тоа исто да го сватат луѓе колку е битно да знаеш да пишеш, да знаеш ако имаш вокали, пратечи вокали, дека самиот аранжман е почетокот на миксот. Ти во миксот ќе најдеш простор за све. Меѓутоа ако војсингот на дувачите е во конфликт со гласот, со пратечите вокали, со гитарите, со виолините, така да тоа е веќе висока уметност. Да. Висока уметност за ти да можеш да изрази себе си покрај гитарист, покрај вокалист, како аранжер е за мене највредното нешто што го знам, што го познавам и што го работам и со тоа сум навистина горд. Добро, ама ти дипломираше на Беркли? Дипломирав на Беркли, два смера, студирав џез гитара заедно со тоа, меѓутоа дипломирав само во смерот на оркестрација. Целта ми беше да ги научам, студирав тогаш со Ричи Харт, Џон Томас, Герисон Фјул, таа по-стара школа, кој што спомнавме што го негуваше тој класичен бибап approach. Меѓутоа, влијанието ми е тотално повеќе ствари и слушав музика како 70s диско, ера тоа ми е како Патрис Рушен, како овие Delegation, Earth, Wind and Fire. Многу од тие албуми исклучиво се снимани со џез музичари. Луѓе забораваат дека најдобрите диско албуми ги свира џез музичари. Квинси Џонс, гениален, да. А пред него Тад Џонс, тоа се сите цела фамилија Џонс, AJ Џонс. Така. Историјава кои не ја познават, нема ни нинава да запознават. Така. И ова ти е добра мисла, ова ти е за на real, ајде уште.
Да, тоа е мост. види ова. Ова е од татко ми исто идеја. Мислам, мост и времево е мост. Без минатово ќе се руши иднинава. Така е, апсолутно. Последно прашање, што би му порачал на некој млад кој што доаѓа, утре ќе седи на ова столче и ќе треба да зборува за својата кариера? За младите порака некој. Многу со љубов и искрено да работат музикава. Само тие емоции луѓето ќе ги осетат кога тога. Не е целта да станеш популарен. Целта е дури по цена да не станеш популарен, да направиш уметност. Нормално не е мојата совет да станат популарни. Сакам да се многу интелигентни, многу дисциплинирани кога ќе ја прават на крај таа математика за албумот и како да го пласират то. Меѓутоа, при тој процес да не се изгуби автентичноста и искреноста кон музиката, бидејќи така се родивме и на сите му посакувам така и да заминиме од овој свет. Па, мислам дека искрено, мое лично мислење е дека секојаш треба да верува во тоа што го прават и дека само со вербата во тоа што го прават, што го произведват или креираат, ќе најдат сигурно уште 2-3 колуни и то тргнува тој кругот да се шири. Успехот сепак сега и од друга страна па што е тоа успех кога ќе земиш за некој е материјалното успех, за некој е она духовното, но патот, трасирањето на патот е со многу големи, плечки, ама и мали чекори. Има и малечки чекори, има и големи чекори. Така и да апсолутно немаш стално да трчаш, знаеш. Да гледат во публиката насмевката на луѓево дека едно уше што те слушат и една енергија на човек може многу да ги зарази и другите и едноставно публиката да се срекне. Кога свириме, за нив свириме, не мислиме ние, знаеш што мислиме? Кога свириме, гледаме сите дали се расположени како реагира наша музика. А бизнисмениве размислуваат кој колку пијат, кој колку седнал, како пијат, колку потроши. То ти размислуваме. Тука сме ние клучно различни. И еден бизнисмен тој ми го рече, јас ви љубоморам на уметниците, ако јас многу пари заработвам, затоа што не можам со слобода во животов од таа проклетија да стално калкулирам све. А вие викат скоро ништо не калкулирате. Јас викам да, ама тоа некој пати ни е проблем голем. Кога дој струја да платиш, или кредит од работа. Четкар, фала ти, жив и здрав, лепотане како што велиш, жив и здрав, фала што дојде, мислам дека многу вистини, дека многу мудрости кажавме. Многу. И ако има, како рече она, одржливост овој проект, одржливост, ти чекам до година со нови информации, со новиот албум. Дај Боже, и ќе има сигурно, јас мислам дека сме ние стари волци и знаеме односно работи. Остарени. Да. Ти ако ние сме млади вака на изглед. Душата, да. И да изглед. Па и на изглед. Браво, Ништо, жив и здрав да си. Фала што дојде уште еднаш. Задоволство и чест ми беше, убаво беше, све помина сати нешто така. Помина, поќе. Ама ова ќе сечиме, знаеш. А ствари ништо не сечиме. Здраво, јас сум Владимир Четкар, а вие не слушате и не гледате на подкастот Джезот денес на современата македонска джез сцена.